На седницата одржана на 15 декември, владата одлучи да почне постапка која треба да заврши со јавно-приватно партнерство за воспоставување електронски систем за следење на акцизни добра. За да се спроведе идејата, владата формирала и комисија од повеќе институции која во рок од 60 дена до владата треба да достави предлог правни акти за функционирање на електронскиот систем за следење на акцизни добра, како и за постапката за воспоставување јавно-приватно партнерство. Целта на воведувањето нов начин на контрола на нафтата, цигарите, алкохолот, според премиерот Зоран Заев, е борба против сивата економија. Но зошто приватен партнер кога таа работа веќе ја прави царината? Јас сум задоволен од работата на Царинската управа како работи, нормално, но не сум до крај задоволен како се справува со сивата економија, заради тоа што и системите кои што досега ги имат не дават резултати. 360 степени побара објаснување каков е тој нов систем за следење на акцизни добра кој го посакува владата и зошто државата не може сама да го спроведе. Цигарите, алкохолот и нафтените деривати се најчестата асоциација кога ќе се спомене акцизна стока, а самата акциза е дополнителен данок на одредени добра и услуги кои се особено важни за полнењето на буџетот на една држава. Например, во Македонија на секој литар Евро Супер 95 кој чини 60 денари, близу 24 денари од цената се акциза, без другите даноци и давачки. На секој литар дизел кој сега чини 53,5 денари, се плаќа акциза од 18 денари. Само лани, државата преку акцизи собрала 424 милиони евра или на секој 100 денари приходи во буџетот 13 денари биле од акцизи. Единствениот друг данок на потрошувачка кој носи повисок приход е данокот на додадена вредност. Бидејќи се толку важни за буџетот, секоја држава постојано бара начин како да ги следи и даночи акцизните добра. Во случајот со цигарите, например, контролата се врши преку посебна маркичка. Според интернет страницата на Царинската управа, оваа институција е единствениот надлежен орган за акцизите на територијата на цела држава. Па иако само таа е надлежна, идејата за нов систем за следење на акцизни добра не дошла од царината. Дел од медиумите тврдеа дека идејата е на поранешниот генерален секретар Драги Рашковски, што премиерот го отфрла. Сакам да напоменам дека ова не е некој што вика на бившиот генерален секретар Рашковски, не, ова е предлог на владата, потекнува од мене, од економскиот совет, од економските министри, генералниот секретар нормално беше задолжен да ги спроведува сите правни постапки кои што работи во функција на владата. Независно од каде дошла идејата, 360 степени побара дополнителни објаснувања од владата за начинот на кој ќе функционира системот, кој на државата сега и носи над 400 милиони евра годишно. Улогата да објасни му беше доделена на Анастас Маженковски, помошник директор за акцизи во царината. Меѓу првите работи што тој не ги одговори е дека царината веќе има електронски систем за следење на акцизните добра. Она што сега се најавува според него е надградба на тој систем, поради што и се бара приватен партнер. Генерално се работи за два системи. Едниот систем е систем за маркирање на горива, а другиот систем е систем за следење и пронаоѓање на тутунските производи. Сегментот за следење и контрола на тутунските производи, пронаоѓање, така наречен track and trace. Искуство со сличен систем за следење на тутунските производи во последниве години имаат земјите од Европската унија. Брисел усвои неколку директиви што во пракса значеа дека акцизните добра добиваат посебен код уште при излез од фабрика, дека испораката не е можна пред нарачката да ја потврди и купувачот и дека при секој чекор стоката мора да биде регистрирана во посебен систем. Со тоа државата цело време знае каде е, например, секоја кутија цигари. Независно дали во земјава ќе биде применет идентичен модел, целта е иста. Крајната цел е да се знае комплетно низ кои фази, низ кои земји, низ кои економски оператори поминуваат овие цигари, се до крајната цел, последното место каде што се става самиот производ во продажба. Тоа би значило дека со еден обичен клик на цигарите, доколку има QR код самата маркичка, ќе може да се види од каде потекнува, кој е изворот, каде е произведена и така натаму. И додека цигарите ќе се следат со посебни маркички и кодови, за нафтените деривати има друг систем. Горивата во цистерните наменети за македонскиот пазар ќе бидат обележани со вбризгување маркери. Кога еден камион би транзитирал, например, низ нашата земја и нелегално би скршнал од патеките,
таквото гориво нема да биде маркирано и доколку се појави на бензинските станици, преку системот на маркирање тоа ќе биде регистрирано, откриено и тоа автоматски фактички ќе ги одвраќа сите тие структури кои што сака да се бават со нелегална трговија. Но зошто има потреба од јавно-приватно партнерство и дали е тоа признание дека државата не е способна самата да се носи и справува со овие проблеми? Овие системи и во другите земји се воведуваат на сличен начин со јавно-приватно партнерство или други модели. Државата во секој случај ќе си има контрола на податоци, на следливост, на сите тие работи. Државата воопшто нема да ги изгуби тие ингеренции, напротив има постапки во кои што државата треба дополнително да ангажира одредени лица непотребно и затоа се прибегнува на систем на јавно-приватно партнерство да се спроведе ефикасно и ефективно. Дали значи дека Царинската управа ќе се откаже од дел од ингеренциите? Никако Царинската управа нема да се откаже во ниеден сегмент од своите ингеренции, напротив овие системи се на дополнување на веќе постојните системи што Царинската управа ги има. Колку ќе чини новиот систем, засега нема проценки барем за јавноста. Надежта на владата и премиерот е дека трошокот ќе се покрие со поголеми приходи во буџетот. Имаме случаеви кои што влегуваат во државата заради транзитирање цигари, а многу често се случува да не излегле од државата. Еден камион има 100.000 евра акцизи за плаќање, зборам за еден шлепер на цигари. Идејата до нејзина реализација секако е подложна на промени, но во следните 2 месеца ќе треба да се отворат сите карти и да и се објасни на јавноста како владата планира да ги собира акцизите во иднина и зошто не може тоа да го прави сама.